Премиерот Зоран Заев на Истамаса се обвинети за крвавиот четврток случај на СЈ, односно со пратениците кои гласа за отворање на уставот, но медиумите не ги снима како седат заедно. Со пенкало забележале што е прифатливо во однос на уставните амандмани. Целосниот текст што премиерот Заев очекува да биде поддржан од 8 теми на пратеници ќе се прецизира вечерва во владата за утре на Илинденска со одобрение на пратениците да помине и на седница. Сакам да најавам дека со предложените нацрт амандмани, секој пратеник во собранието има можност да додаде амандмани на самите амандмани, како што се додаваат амандмани на закон. Не може нови амандмани, но може да се додадат амандмани на нацрт амандманите од страна на владата. Зошто го зборувам ова? Го зборувам заради тоа што остануваме отворени, се што представува духот на договорот, се што е возможно да направиме инклузивен процес, кој што би предизвикал поголем обем на консензус во македонскиот парламент, се со конечна цел да заедно застанеме онака што ни личи при утврдувањето на протоколот и процедурите на заокружување на имплементацијата на договорот од Преспа или договорот помеѓу Република Македонија и Република Грција. Јас верувам дека постојат исто така многу пратеници кои што веруваат дека ова е единствениот начин Македонија да ја обезбеди својата иднина, а тоа е интеграцијата во НАТО и почеток на преговори со Европската унија. Верувам дека имаме фер и праведен договор во кој што и двете страни добиваат, и Македонија и Грција, и верувам дека времето многу брзо тоа ќе го потврди дека сме. Пратеникот Крсто Мукоски, кој според обвинителството ги отвори собраниските порти на 27 април, рече дека генерално е усогласен текстот на уставните амандмани. Од премиерот Заев добиле согласност и разбирање за амандманите и дека ќе бидат прифатени. Мукоски е убеден дека договорот од Преспа носи многу штети и не е во целосна корист на Македонија. Договорот вели треба да се прифати за доброто на граѓаните. За од понеделник договорено е да профункционира телото за помирување. Се знае кои се членови од 8 теми на пратеници, но не ги открија. Дополнително, веќе до понеделник ќе имате уште еднаш конкретен одговор кои ќе бидат членовите и кој ќе биде претседател на тоа тело. Како ќе постапува телото во однос на судските постапки? Не ви го разбирам прашањето. Во однос на судските постапки, дали како ќе постапува телото за помирување? Видете, прво треба да ја отвориме работата на тоа тело, да ги поставиме контурите, па после тоа заеднички е подобро членовите на тоа тело да излезат пред медиумите и да го кажат планот и начинот на кој што ќе функционира тоа тело, кои се целите и на кој начин ќе дојдат до тие цели. Мислам дека е неблагодарно однапред да прејудицираме на кој начин ќе се врши целата работа, бидејќи добро е да се слушнат и другите членови што ќе партиципираат во тоа тело. Не смее да има амнестија за обвинетите за крвавиот упад во законодавниот дом, децидна е министерката за правда Рената Десковска. Тоа се акти на насилствот кои што многумина пролеа крв. И сега да сето тоа и остави не само една лична траума на тие луѓе, туку остави колективна траума на општеството. Текстот на нацрт уставните амандмани треба да биде готов до утре. Во него меѓу другото е предвидено да бидат вметнати дел од предлозите токму на 8 теми на пратеници кои гласа за уставните измени. Треба да се најде и гаранција за идентитетот на македонскиот народ. Во преамбулата ќе се именуваат конкретни документи на АСНОМ и ќе се внесе повикување на прогласот од првото заседавање на АСНОМ до македонскиот народ. Мукоски вели сите пратеници кои сакаат да го поддржат договорот од Преспа се добредојдени, а каков ќе биде ставот на пратениците од опозицијата ВМРО-ДПМН за уставните амандмани ќе се знае по координативниот состанок кој деновиве е најавен во партијата.